колку да се разбистри небото, над бистрине, корабине, да ние да сме доволно, колку да се довардиме покрај вардарине и струмине, да ние да сме мерата, колку да се прелееме од колено во колено, дока истрај векот. Малцичка сме, ете па што? Малцичка Божем, а веќе со векови, по 100 пати, по севезден не пребројуваат. Но ние сме како што сте, како што се, и покрај се, и покрај се, колку сме, толку сме, токму сме. Летописот на македонската опстојба низ вековите прилега на неверојатна приказна. Речиси нема многу вакви или слични примери во историјата за олку жилавост и истрајба пред непогодите на времињата. Македонија како почва и традиција, како етнички организам и како општествена организација, ќе треба да помине низ милениумски долг период на молк и анонимност, ќе треба да тлее под пепелта на долга и неправедна целосна обесправеност, подчинетост и робства од најразличен вид, додека не се појави на историската сцена како феникс птица, како рамноправник на големото семејство на народите и на државите. Иако благонаклонетоста на судбата најчесто не разминуваше нас македонците, ние во својата вија долороза, врашки упорито чекоревме кон хоризонтите на надежта, па успеавме конечно да се доближиме до големата цел, да се опстои низ премрежјата на долгата и исцрпувачка борба, проследена од восстание и порази, од пркоси и поревања. Суровата школа на екзистенцијата не научи нас македонците на впечатлива и невидена издржливост. Македонија е вековита и непореклива. Таа е денес, во 21. век, историска, политичка, економска и пред се културна реалност. Сместена помеѓу фактите и метафорите, Македонија поимски се прелева надвор од своите постојни државни граници, со богат евидентен влог во општата ризница на човечката цивилизација. Па не е малку да се биде во светската меморија сместен преку живите асоциации за името на Александар Велики, за имињата на општословенските просветители светите Кирил и Методи, за името на пронаоѓачот и воведувачот на кирилицата свети Климент Охридски, за името на трагичниот цар Самуил и достоинствената и слободопосегачкото востание на Кресна и двата Илиндена, за денес да бидеме држава во која се гради на дело и во која се осмислува реалноста на мирот и демократијата, во која се развива и облагородува идејата за добро соседство и етничко-конфесионална толеранција. Македонија денес е мал, драгоцен и дејствен прилог во општите напори светот конечно да заприлега на место во кое разумот ќе биде врховен и величествен принцип на обстојувањето. Од тука, во овие моменти, во кои некој се обидува да го негира феноменот на незината вековитост и непорекливост, ќе си дозволам да ја споменам пораката на еден неизин апсолутен сонувач, Петар Попарсов, изречена драматично на почетокот од минатиот век. Македонија, дури и да не постоеше, потребно ќе беше да се измисли за доброто и за мирот на Балканот. Почитувани пријатели, неколку години сме оптеретени со приказната за немање доволно слобода и демократија. Се измислуваат приказни, се штанцаат извештаи, се крева паника, се хушкаат луѓе
се злоупотребуваат случаи во државните органи, се плаќаат тешки суми за да се креира јавното мислење, се отвараат вестници и портали чија основна задача е да се внесе хаос меѓу луѓето, се измислуваат аргументации кои после се сервираат пред меѓународната заедница. Се плаќаат странски агенции да организираат протести, какви што ги гледаме деновиве, за да се случуваат насилни судири, судири со полицијата, судири со институциите, се организираат маршеви и протести, се финансираат формални движења, пленуми и слични партиски здруженија да креираат меѓуетнички тензии. Се шири омраза помеѓу луѓето, се исмејуваат сите кои не сакаат да го прифатат нивното размислување. Се лаже дека власта прислушкува, се манипулира со вистината и се креира сценарио во кое граѓаните нема да одлучуваат за тоа како сакаат да се управува нивната држава, туку со неа да управува некоја самозамислена елита на луѓе со празни биографии, бивши министри и само наречени граѓански активисти. И се прашуваме зошто. Знаеме дека сакаат власт и се спремни на се за да дојдат на власт. Знаеме дека долгото седење во опозиција ги прави се повеќе и повеќе нервозни. Тоа некако и можеме да го разбереме. Но зошто се негативни и насилни? Зошто наместо ајмо звиждаљке не нудат проекти? Зошто место кофи со боја на ЛГБТ виножитото едноставно не ни кажат што тие би сработиле? Зошто наместо камења под джебовите иранците не зборуваат за проекти и мерки? Зошто со скриени лица под капулјачите говорат за немање слобода и демократија? Тоа е така и за жал ќе биде така само затоа што немаат одговор на неколку прости прашања. Зошто во нивно време се затвараа фабрики? Зошто во нивно време 200.000 луѓе останаа без работа? Зошто во нивно време немаше ниту една нова фабрика? Зошто во нивно време не се граде автопати како денес? Зошто во нивно време не се набави нова медицинска опрема? Зошто во нивно време не се набавија нови автобуси и нови возови? Зошто во нивно време даноците и придонесите беа повисоки? Зошто во нивно време немаше ниту еден денар субвенции за земјоделците? Зошто во нивно време пензиите се намалуваа, а не се зголемуваа? Зошто во нивно време партиципацијата на факултетите беше 2000 евра? Зошто во нивно време не се градат станови за децата без родители? Зошто во нивно време не се реконструираа училиштата? Зошто во нивно време не се реконструираа аеродромите? Зошто во нивно време не се градеа булевари? Зошто во нивно време не се изградија барем неколку театри? Зошто? Зошто во нивно време не се вработуваа млади актери во театрите? Зошто во нивно време не се покачуваа платите на војската и полицијата? Зошто во нивно време не се набавуваа возила за брзата помош? Зошто во нивно време не се градеа спортски сали и стадиони? Зошто во нивно време не се воведе бесплатен превоз во јавниот сообраќај и македонски железници? Зошто во нивно време не се преведе ниту единствен учебник за високото образование? Зошто во нивно време немаше бесплатни учебници? Зошто во нивно време не се набавија нови возила за полицијата? Зошто во нивно време не поевтинуваа лековите? Зошто во нивно време не се делеше државното земјиште на земјоделците? Зошто во нивно време не се реши свлечиштето Рамина во Велес? Зошто во нивно време не се прошири патот кон Плетвар? Зошто во нивно време не се направи патот за Струмица? Зошто во нивно време не се прошири патот од Велес за Штип? Зошто во нивно време немаше легализација на дивоградби? Зошто во нивно време немаше ефтин увоз на возила? Зошто во нивно време луѓето не ги купуваа своите дворови за 1 евро? Зошто во нивно време немаше отпис на долгови за социјалците? Зошто во нивно време немаше активни мерки за самовработување? Зошто во нивно време нашите доктори не одеа на обука во странство? Зошто?
Зошто во нивно време немаше утврдена минимална плата за работниците? Зошто во нивно време не се градеа нови градинки? Зошто во нивно време немаше биометриски пасоши? Зошто во нивно време волонтерите не можеа да бидат вработени? Зошто во нивно време не се реконструираа пругите? Зошто во нивно време не се набавија противпожарни авиони? Зошто во нивно време немаше компјутери и таблети за студентите? Зошто во нивно време немаше компјутери во училиштата? Зошто? 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 Почитувани сограѓани, народната мудрост не учи дека кога аргументите и фактите престануваат, започнуваат насилствата, започнува хаосот. И покрај тоа, што 24 април е заменет со 5 јуни, како ден од страна на собранието определен за изразување на народната изборна волја. Слушаме ново барање за ново одложување на изборите и ново продлабочување на кризата, која и онака предолго трае. Вчера во Скопје, околу 60.000 граѓани јасно и недвосмислено му рекоа не на насилството по улиците. 60.000 граѓани рекоа доста за поделбите. 60.000 граѓани рекоа стоп на бескрајните уцени и рекоа да за слободни, фер и демократски избори на 5 јуни 2016 година. Хроничарите на случувањата во Велес ќе го запиша денешниот ден како ден во кој велешани го кренаа гласот против бескрајната агонија. Ден во кој велешани велат да за избори на 5 јуни. На 5 јуни велешани со изборниот резултат јасно ќе дадат до знаење дека не сакаат власт која јаде живи луѓе, не сакаат власт која ќе брка од работа, не сакаат власт која ќе креира криза и не сакаат власт која ќе работи спротивно на националните и државните интереси. Ова лудило мора да запре. Ќе го дочекаме 5 јуни. Македонија ќе победи на 5 јуни и ќе продолжи да чекори напред заедно со своите граѓани, бидејќи тоа е интересот на сите нас и бидејќи тоа им го должиме на нашите деца. Македонија вечна, да живее Македонија! Благодарам! Добра вечер, велешани. Чест и задоволство ми е што имам прилика да ви се обратам со зборови. Сликар сум, нема да ми замерите поради тоа што можеби потешко ќе можам да се изразам на овој начин. Меѓутоа, ќе биде најискрено кажано тоа што го имам да го кажам. Ова агонија која што трае во Македонија скоро безмалку 2 години, ја чувствуваме сите ние, ја живееме сите ние. Таа агонија мора да престане. Неколку пати ја повлекувавме линијата која што веќе ја ставивме, која што ја бараа они. Овој пат мислам дека е доста тоа. Има цел една само, да се дојде до власт, до моќ, без избори. Тоа го немало никаде и не треба да го има и кај нас. Оваа деструктивност, ова уништување што владее во државава, посебно она што се гледа по улиците на Скопје, мора да престане. Без разлика што е диктирано од надвор. Проблемот е нашата петта колона која што у последно време отворено и експлицитно можеме да видиме на секаде. Она скврнавање, зборам овој пат како уметник, на сите тие споменици, гледајќи ги како уметнички дела, е жалостно. Од истите тие кои што се сами себе си нарекуваат уметници. Ја нарекува шарена револуција во трк, во движење, не знаејќи каде и како да се движат. Тоа е перверзија од самите нив, кои што немајќи што и како да кажат, забегуваат во нешто кои ни самите не ги разбираат. Да земеш, да скврнеш споменик на историски момент кој што е бележен на сите нив и нас, е најголемата жалост.
еден ден нивните деца, ако не се они свесни, ќе бидат свесни за тоа. Изборите кои што се на 5 мора да се случат. Ќе бидат демократски, ќе бидат фер, затоа што сите услови кои што ги поставија, сите услови кои што ги побара актуелната власт и сите институции ги исполнија и ги одржа. И ги исполни. Ова, како што кажав, не сум говорник како мојот претходник. Може ми појте, така? Прв пат говорам пред волку народ, прв пат говорам пред Велешани вака, оттаму и мојата возбуда. Верувајте, стравот кај луѓето постои од секое утро, од неизвестноста. Таа неизвестност не мачи сите нас. Таа неизвестност мора да престане. Не може со деструктивност, со уништувањето, со кршењето, со заканите, кои што се гледат на секој човек, почнуваат да се зајадуваат и фамилиите меѓу себе. Мора да престане. Мора да има крај. Секој е зло. На крајот на тунелот ќе дојде таа светлина. Има еден начин во демократијата кој што одредува кој треба да и заслужува да биде на власт. Тоа се изборите. Овие 2 години слушаме се за тие избори кои што се изминатите години обавени. Како биле нерегуларни, како имало манипулации и така натаму и така натаму. 201 гласови разлика е цифра која што ниту една нивна изјава не ја покрива. Имаше фантомски гласови кои што ги кажува волку или онолку, ниту и тоа им падна во вода. Немаат веќе да што се фаќаат. И затоа се моментално на улица и затоа ги уништуваат и скврнават сите можни споменици што се низ градот Скопје. Имаат сега на портата Македонија закачено огромно знаме на Република Македонија. Ме интересира дали и тоа знаме вечерва ќе го оскврнават, запалат и шараат, офарбаат, скинат и така натаму. Таман да биде комплетна сликата за нив, онаква каква што е. Во суштина тоа се луѓе кои што се платени, тоа не е малку, убаво се платени. Меѓутоа се има граници и се има цен. Нека име Господ нив на помош и во секој случај им порачуваме едно силно да за изборите на 5 јуни.